Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот. Ова издание, почитувани, е 90-минутно, интерактивно, значи ќе бидеме јас и вие, а вас ви има, да бидам искрен, многу. Не само низ државата, толку на сите 5 континенти. Не гледате со големо нетрпение, очекувате, особено големите пораки што ги добив и благодарам многу од се срце за особено изминатата емисија во која ги поканив македонската фаланга на интелигенцијата, на научната јавност, кои дојдоа и дада се од себе, почитувајќи ја почитуваната професорка Ангелина Маркус, Васил Илјов, Маргарита Китан Ивановска и мојот и ваш драг пријател Ристо Поповски, големиот македонски лав кој навистина, еве, што туку пристигна од градот под Марковите кули, градот кој одбележува 1 милениум од неговото постоење и живење, тоа е Прилеп, каде што се одржа вообичаените македонски видувања и средби. Тоа е во чест на 142-иот роден ден на македонскиот деец Гоце Делчев, кој знаете дека утре се навршуваат 142 години од неговото раѓање. Македонски деец, македонски столб на вистината за Македонија и борец за македонската вистина, правда, идентитет, култура, јазик, кој е познат по својата поговорка и порака дека светот го гледа како поле на културен надпревар, на идеи, на иницијативи, на знаења, на македонизам. Бидејќи да се сака Македонија, тоа е од душата. Тоа е изворно, драги мои македонци. Македонија не може да ја сакаме како некој гранапче, простете, како некој супермаркет каде што се продаваат најсаканите наши јадења, пијалоци, или некој бутик, нашите убави гардероби, или некој, да речам, аутомагазин, или да речам каде што би можело се обезбеди дури авион. Има и такви кои авиони си купуваат на сметка на Македонија. Има и бродови. И се на се, да речам, познатата на Джеф Кеј кој вели доста барате од државата. Што вие ќе направите за вашата држава? Исто ја прашам, што ние ќе направиме? Што направивме за Македонија? Дали Македонија гледаме уштенашка како монета за подкусурување или, богаме, како што реков, рудник на збогатување? До кога Македонија ќе страда од безобразни хулигани кои навистина во сите овие 23 години ја испумпа до дното, но слава му на Бога навистина дека изворот е непресушен, се за волјата на вистината, бидејќи од ова библиска земја, јас тоа љубам да го кажам, бидејќи 38 пати постои во Светата книга, како име, како вистина, како факт, како Божја творба, како Божја земја. Но друга ситуација има и такви кои навистина ја скрнуваат, ја дискредитираат, ја девалвираат, ја трампаат, ја продаваат, сака да ја модифицираат, метаморфоза да направат онези. Но велам дека сите тие кои се огрешиле, кои изгрешиле, кои сакале и сака да ја запалат, сами ќе изгорат во тој оган. Кои сака да ја уништат, сами ќе се уништат. Ова се пораки почитувани од македонски големи патриоти кои заминаа во привремен живот и кои упатија порака до сите тие кои си играат со огинот, се другаруваат со ѓаволот, со сатаната и мислат дека ќе ја скршат. Велам дека политиката е една врлина, една умешност, една наука, која не дозволува секој да ја применува. Политиката е она што реков како дел од патриотизмот. Политиката е моќ, но политиката не може да биде во раци на дилетанти, на медиокритети, на луѓе кои ни најмалку немаат П од политиката, П од почита, П од пријателството. Оти денеска да бидеш пријател е силна работа, а и тоа човек, навистина што беше познат од Горки, не случајно тоа гордо звучи. Но колку сме ние луѓе, колку сме ние искрени кон самите себе си, кон нашето обкружување, кон нашето семејство, кон нашите пријатели, кон нашата работна организација, кон нашата местна заедница, кон нашата
партија, кон нашата држава, кон нашиот народ. Имаме една вообичаена ситуација, сме камелеони, се менуваме, сме сончогледи. Па ми велат, Томич, то прашуваш такви работи, борба за опстанок. Опстанок е тоа? Или само уништување? Уништување на самиот код, на самиот чип, на самијата биолошка потенција. Знаете зашто? Ако вие, простете, не сог персонално, сте добро ќе биде вашето семејство. Ако сте чесен, чесно ќе биде вашето семејство. Ако сте манипулант, ако сте криминалец, ќе биде и вашето семејство криминално. Зошто? Од и вашите дејанија, кои ги практикувате во секојдневниот живот, ги абсорбираат тие биолошки потенцијали што ги оставаме како наше наследство, секои гестакулации, секои ваши однесувања децата ги абсорбираат. Тие се сунѓери. Но дали се прашавте и се прашуваме колку сме сериозни кон државата, кон патриотските чувства, кон одбрана на единственото, а тоа е белезите на државата. Колку сме сериозни кога велиме едно време дека сме канибали, дека ќе јадеме живи луѓе, колку сме сериозни дека ќе лажеме, дека ќе вработиме по еден член од семејството, колку сме честни дека ќе се бориме за да имаме наша македонска репрезентација, македонска валута, пара и македонско, да речам, историска вистина да се представи, а од друга ситуација се менуваме, како што камелеони, да го измениме името. Че се нафатираме, Бог ми е доста добро, па ќе речеме имаме пари, драги мои, за 50 поколенија, внуци, правнуци, чукунуци, да уживаат, да не работат, да имаат телохранители, да се возат со скапи коли. Знаете ли што? Таквите луѓе, да ви кажам искрено, не спијат мирно. Тие луѓе живеат во страв, во параноја. Тие луѓе, по мене, представуваат еден навет, еден дух кој навистина им се, или една стаклена чаша која се распрснува. Та не е здрава. Не се здрави никогаш, никога легнуваат, никога стануваат, ни во природа. Затоа велам, почитувани, овој вовет го давам врз основа тоа што секам вечерва со вас да говорам во три дела од оваа наша емисија. Вечерва и во другите емисии ќе имам чест и задоволство да имам еден избор во Гласот на народот, а тоа ќе биде избор на интервју, избор на изјава, избор на коментар, а тоа ќе биде во фокусот на она што вие го прочитавте, видовте и така натаму. Задоволство ми е што ми се потрефи токму еден избор да направам за една територијална организација која се вика Струмица. Не да веклеме сеја сите запнавме на првиот човек на општина Струмица, напротив. Напротив, јас не сакам никому да му кревам акции, ако не заслужува. И не заслужуваат. Дури духот кој вели дека замрел, а млад пензионер. Велам, тој дух навистина и натаму работи. Само имаме папет шоу, имаме едни марионетки кои игра, се знаете она како ќе диригира духот. Господин Зоран Заев, денеска видовме дека телевизиските станици се преполнети со информации, со порталите и така натаму. Градоначалник на општина Струмица, воедно и прв човек на најголемата опозициона партија, бараше да се донесе изборен закон, се донесе изборен закон, па слушам повторно плачење, кукумјавчини и така, но да се наврата. Имаше свој еден опонент или од друга страна, да речам, против кандидат, кој се вика господинот Васил Пишев. Господин Васил Пишев даде едно интервју за порталот Курир, а јас решив да го имам како избор на вечерашната емисија Гласот на народот, кој потоа ќе замолам, ќе имаме некои гледачи, ќе барам гледачи да се јавувате, да дадете коментар за и околу се тоа. Значи, режија, ви благодарам за вас се вечерва, Кире, баже и на момче младо, кој не сум Бојан, нека ми прости, кој за вас работи. И му благодарам уштенешка на Александар Келтановски, нашиот главен одговорен уредник, кој вечера даде подршка за нашата емисија да биде доста интересна и гледана. Одиме со нашиот избор во Гласот на народот, интервјуто на господинот Васил Пишев.
Заев си има сега друга цел. Убаво му е во Скопје на лидерското столче во СДСМ. Обкружен е со секретарки со луксузно партиско возило. Човекот си има некој сон дека сега Македонија треба да ја води тој и таа да биде уште еден негов тендер за него, неговата фамилија и неговата партија. Тој Струмица ја заборави. Ова во интервју за Курир го вели пратеникот од ВМРО ДПМНЕ и кандидат за градоначалник на Струмица на локалните избори во 2013 Васил Пишев. За локалните избори во 2013 се истакнавте во прилично европска кампања и бевте првиот член од ВМРО ДПМНЕ кој ги обзнати корупцијските скандали. Како сега гледате на ова, имајќи во предвид дека секојдневно во јавноста излегуваат информации според кои Заеви добивале милионски суми на тендери. Најпрво во делот за кампањата за локалните избори 2013 искрено ви благодарам за комплиментот. Вистина е дека мојата кампања беше добро обсмислена и концепирана и прилагодена кон потребите на Струмица и струмичани. Видете, ВМРО ДПМНЕ е прогресивна партија. Таа наметна стил и репер за секој политичар. Во мојата програма вграден беше темелот и стилот на мојата матична партија, а тоа е програмата со визија, програма која почива на прогрес и развој во своите сфери, програма која има динамика и рокови. ВМРО ДПМНЕ кога прави програма и кампања се прилагодува на времето, просторот и действувањето. Програмата не е само парче документ на кој ќе излезеш на телевизија и ќе мафташ на граѓаните дека поседуваш парче хартија со која ќе им ги решиш сите проблеми. За мене, а и за таа моја партија, програмата представува договор со народот. Ние сме на терен и ги знаеме и воочуваме проблемите и после тоа гледаме што можеме да ветиме, а потоа да видиме кога и колку можеме да помогнеме и потоа тоа го преточуваме во програма и после некој време треба да излеземе со отчет и да кажеме што сме сработиле. Нашите програми и кампањи се модерни и европски, подкрепени со медиумска промоција и тоа е сега начинот како да се прилагодиме на глобалното време. Мораме да ги следиме промените и да го темпираме со начинот на работа на десувањето. Ама тоа е само еден сегмент, а вториот во кој нема некоја голема филозофија е макотрпна работа, ден и ноќ. За вториот дел од прашањето околу корупцијските скандали кои ги тресат СДСМ и нивниот лидер, можам само да кажам дека во мојата кампања има должност на граѓаните преку документите и фактите кои ги поседувам да им ја кажам вистината како СДСМ и Заев действуваат, работат, печелат. И за некого тоа е скандал, за мене лично не е ништо ново и непознато. Па СДСМ од нивното постоење па досега синонимно за транзиција, криминал, афери и корупција. Бевте кандидат за градоначалник на Струмица и директен противник на Зоран Заев. Токму поради ова имате право да опишете како изборен противник е Заев и со какви методи и политички маневри се служи. Ова прашање ќе го искористам за илустративно да направам една јасна паралела помеѓу филозофијата на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. И мило ми е што ќе можам преку мојот личен пример тоа да го направам. И оттаму ќе излезе заклучокот каков противник е Заев. За да се кандидираш за нешто треба да имаш мотив, визија, идеја, да сакаш нешто да направиш, изградиш и оствариш. Само накратко за мене, јас сум реализиран човек, доаѓам од приватниот сектор, од бизнисот. Мојата фамилија во Струмица веќе трета генерација се еснафи. Мојот мотив не беше да влезам во политиката и да бидам градоначалник, за да се збогатам, да давам тендери на цело мој семејство, туку напротив. Ако се сеќавате, имаше оглас за кандидати на градоначалници, во кој условот беше да представите со програма и визија, потоа председателот на ВМРО ДПМНЕ ме повика и ми ја даде довербата да можам да трчам за таткото на Струмица. Значи во мене имаше искрен мотив, но и програмата која морав да ја реализирам ако победам. Во СДСМ ја не се сеќавам дека во таа голема демократска партија имала некогаш јавен повик и да има надпревар со програма за идеи и визии. Заев си ја обзнани кандидатурата, ама мотивот таму веќе беше друг. А денес тоа го гледаме, тендери, афери, корупција, богатење. Скоро никој веќе во Струмица не го препознава Заев. Човекот нема лична идентификација, нема идеја, визија. Погледнете ја денес Струмица и еве вие направивте компарација со некоја просечна општина која води човек од ВМРО ДПМНЕ, во која се гради водоводни мрежи, комунални инфраструктурни зафати, улици, градинки, училишта и сали. Заев си има сега друга цел, убаво му е во Скопје, на лидерското столче во СДСМ, обкружен е со секретарки, со луксузно партиско возило. Човекот си има некој сон дека Македонија треба да ја води тој и таа да биде уште еден негов тендер за него, неговата фамилија и неговата партија. Тој Струмица ја забореви. Денес не му ги знаеме неговите идеи, не ги знае и тој. Единствена работа му е преку разни методи и бизнис делки да купува гласови. Мисли дека граѓаните ги купува со тоа што ги вработува во општинската администрација и јавните предпријатија, а полна му е устата за новодна партизирана администрација. Прекрасно му функционира системот на уцени и притисоци, отпишува долгови за лојалност и најважната негова работа која ќе си стане од Сабајле е како да склучи тендер со неговите братучеди, како да ги купи бизнисмените и потоа да ги уценува за партиски гласови на конто на СДСМ и тоа секој ден. Тоа се неговите маневри и такви да очекуваат граѓаните на следните избори. Повторно Струмица ќе стане бојно поле на Заев. Сега има
тука еден клучен момент. Можеби еднаш му поминало тоа, но кај Струмичани тоа по втор пат нема да помине. Тој не ги познава Струмичани, си го подценува народот. Длабоко го промашил струмичкиот граѓани, нека спие на тоа уво дека пак ќе помине суцени закани и бизниси. Утре ден ќе прашуваат до кај му се ветуваните проекти, каде е индустријската зона Сачево, нема ни еден камен ставено. Каде му е ветеното дека ќе вработи 3000 лица, каде му се 30 фабрики, каде се 1000 информатичари. Кај се трите индустријски области, кај се 300 локации, манипулации и лага до немај каде. Тоа му се маневрите и методите, тоа е разликата меѓу нас тогаш и меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ сега. Тогаш разликата меѓу мене и него, тој си ја направи со купување на гласовите на посиромашните гласачи со така наречените субвенции за простување на долгови кон јавното предпријатие Комуналец. Ова беше лага пар екселанс. Веќе долги години сте со граѓани на Заев, пред двајцата да бидете во политиката и да станете лути ривали. Дали лично сте се познавали и комуницирале? Да, се познавме од поодамна. Заев беше скромното момченце кој јас го запознав со Струмица. Кажував за начинот на живот, на облекување и на однесување кога си со еснафот. Луѓето тоа го знаат. Струмица е град на еснафите, се води градски живот. Во Струмица секој се знае со секого. Си ги знаеме фамилиите, си знаеме кој што стекнал, на кој начин ги стекнал, кој каков студент бил или војник. Видете, во Струмица многу е важен образот, ако ги изгубите или го извалкате, тогаш тука не ни припаѓате. Жал ми е што Заев не ги послуша моите совети, не би сакал да верувам дека зборот Теснов, тој лично погрешно го разбрал и го заменил со аристократ, бизнисмен, мултимилионер. Но вака кога ќе размислам подобро, верувам дека не ни сакал тоа да го разбере. Тој можеби и најбогатиот Теснов во Македонија, кој само во возен парк поседува милион суми. Колку ги познавате развојот и чекорите на Зоран Заев во политиката и бизнисот? Ова е многу тешко прашање, бидејќи добро го познавам Заев и не можам да се значудам на неговите чекори во погрешниот развој во кој тргна тој. Но од друга страна е корисно медиумско прашање, бидејќи луѓето сега ќе имаат постава од блиску кој е Зоран Заев и како е, и дека тој истиот човек кој сака да ја предводи Македонија, македонската економија, стопанството, надворешната политика, тој е човекот кој сака нели да ја врати средната класа. Ќе почнем од почетокот на неговиот развој, бидејќи овој пример може да биде школски пример и да се изучува понатаму во образованието, како транзицијата прави од скромно дете до богаташ. Како криминалот може неколкукратно да те збогати, народски кажано да видиш што можат парите да ти направат во животот. Го ценам само делот од неговиот живот кога работеше во продавници и продаваше млеко, можеби заработуваше помалку, ама честно. Понатаму веќе човекот се изгуби. Остана само неговиот скромен и милозвучен глас со кој се прави жртва. Ве молам, дали може некој да ми објасни како може човек кој пред 10 години работел скромна работа, а денес да тежи повеќе од 40 милиони евра, дали тоа е можно со честна работа ако ги имаме во предвид денешните околности? Не може, тоа може само со криминални бизниси. Заев и неговата фамилија поседуваат Ленница, конфекција Гераст Цунев, Пелагонија Струмица, Киро Чучук, ловно друштво Ловен дом на Цареви кули, Хотел Централ, Хотел Тивериопол, Треска 1 Струмица, Треска 2, згради, локали, фабрики, оранжерии, луксузни возила и друго. И сега, па во Италија зборот фамилија е синоним за Коза Ностра. Се да остане во фамилијата. Државата и граѓаните кој ги врти? Етија Струмица, кај е сега? Таа живее како во 70-тите години и наликува на Палермо или Сицилија, која начело има клан фамилија Заеви, кои сакаат да ја претворат во нивна империја, кнежество, а тие да бидат принцови кнезови. И сега некој нека ми објасни, може ли овој човек Зоран Заев кој стои начело на оваа фамилија да стои начело и на државата? Не можам да си значудам искрено како ќе ја враќа средната класа кога тој во Струмица ја уништи. Тука има место само за неговите фамилии. Каков е тој социјалдемократ на овој свет кој е мултимилионер? Тоа што е уникатен, тој можеби единствениот социјалдемократ кој во исто време е мултимилионер и сака да ја враќа средната класа. Како ќе го стори тоа? Со кој интегритет? Со личен пример ли? И ај сега нека ми каже дека во СДСМ има смена на раководство. И ај сега нека ми каже дека во СДСМ има смена на раководство. Нема, тоа е ген, клетка, клонови. Таму има само епитизам, богатење, криминал до криминал. Таму има хипотеки. Таму не се знае кој пие, кој плаќа, кој со кого е, против кого е. Зар тие не ќе ни ја водат државата? Зар ние сите треба да останеме залог, хипотека за каприците и грешките нивни? Зар Заев ќе води државната политика? Утре може ќе седне со Обама или Путин и ќе им каже дека треба да виткаме кичма? Па никој жив не го знае неговиот став за името, надворешната политика. Час во час се менуваат, звучи смешно, ама тој едно сабаља, едно мисли, после ручек друго и до вечер излегува трето. Нема став, нема континуитет.
Таму со континуитет има богатењето, криминалот. Какви ли закони ќе носи кога правниот систем констатираше криминал за случајот Глобал, а тој беше аболициран? Зошто беше аболициран ако беше чист и не беше виновен? Туку тоа беше дворска игра на СДСМ и нормално ние треба да бидеме заложници. Каков е тој интегритет, човечки, морален? Еднаш вели ќе вработува, друг ден вели ќе брка од работа од чистачка до директор. Еден ден ќе јаде живи луѓе, друг ден им вели дека ќе биде подобро со него. Па човекот на 24 декември беше до Бранко кога почнаа да ги газат полицајците на земја, а сега истиот тој ќе им ја крои судбината. Тој и неговата партија погреба социјалдемократијата и ја уништија средната класа. Во Струмица важите за човек кој поседува доста информации за бизнисите на Заев и неговото бизнис и политичко действување. Поседувам информации за незаконското работење на Заеви и ова што е актуелно во јавност е само дела. И интересно е што тие информации ми ги имаат дадено луѓе кои се во неговата блиска околина. Сум добил анонимни закани бидејќи со информации за ваков обем на криминал човек треба да знае да се носи. Политичкото делување на Заев е само во функција на стекнување на богатство. Тој функционира по стари мафијашки структурни организации. Погледнете ја структурата на Коза Ностра и на фамилијата Заеви. Иста шема. Прво начело политичар бизнисмен, после тоа се луѓето од неговата фамилија, па доаѓаат бизнис корпорациите, па политичарите кои ги штитат, невладиниот сектор, се е во затворен круг. За секоја бизнис гранка има фирма која или е во собственост на Заеви, или е под негова контрола. Пример, фирма за патишта, таа добива тендер кога треба да се направи некој проект за улица и слично. Прашавте и за политичкото действување. Па од која политичка изјава на Заев ние можеме да се воодушевиме, нешто да научиме. Замислете кога ќе се одрази на нашите деца, кога тогаш беше подпредседател на СДСМ и актуелен градоначалник кога рече дека нема да има избори, дека ќе се пука и после на тие избори за него само во Струмица фер и слободни победи. Човеков сам на себе е парадоксален, него не го перат ни медиумите кои се под негова контрола, нито неговите пиар советници. Како ги познавате личните, човечките и карактерните особини на Заев? Го познам онолку добро да кажам дека е лицемерен, кажува дека е честен политичар и дека нема хипотеки, а на мојата фирма должи 800.000 денари, кажува дека е скромен човек, а има имот да му позавидат многу мултимилионери. Се почна од случајот Глобал кога Бранко буквално го амнестираше. Кажува дека во Македонија има лоша клима за бизнис, а неговите фирми вртат милиони. Кажува дека во Македонија работниците се експлоатирани, а во неговите фирми минималецот за плата е беден. Човекот го критикува македонското земјоделство и субвенциите, а прави извоз на земјоделски производи кои се затруени и пестицирани само за да остварат профит повеќе, без да има грижа на совест дека некој дете може да го јаде тоа и да се затруе. Ниту пак му е битен имиджот на државата. Да сумирам, се работи за човек кој има два лика, кој во неговиот ген е присутна клептоманија. Имено неговиот татко има пресуда за кражба на струја, а за истото е ослободен. Татко му има пресуда и за затајување на данок. Се работи за лик кој е лицемерен криминалец. Главен е за Јавор Шпет, Тргопродукт, Зови Промет, Делукс инженеринг, Еленица и други фирми веќе познати и презентирани афери во јавноста. Дали Струмица е жртва на кланот Заеви, како што често знаат да обвинат од вашата партија? Два одговора. Жртва е бидејќи нема проекти, нема вработување, нема реализација на ветеното, има бизнис само на тој кој ќе му се допаѓа на Заев. Од друга страна или втор одговор, ВМРО ДПМН нема да дозволи никој да биде жртва на вакви ликови. Струмичани повеќе нема да дозволат да бидат заложници на Заев, на политички амбиции за остварување на лични цели. Дали изборните резултати од 2013 година конечно го соборија митот за непобедливиот или за убедливо водство и предност на СДСМ во Струмица? Може ли да очекуваме на следните избори политиките на СДСМ и Зоран Заев да бидат казнети? Што би му порачале на Заев? Но јас верувам во вистината. Вистината може би е бавна, но ќе пристигне. Ќе пристигне на изборите што следат. Зоран Заев и СДСМ ќе бидат убедливо поразени. Тука нема дилеми. Ќе ме испорачаме сметката. Следно би му го порачал на Зоран Заев да ги соочиме аргументите, да збориме на вредности, средна класа, за криминал, за се што ќе посака и уште нешто. Колегите од СДСМ ме прозиваат да не се кријам зад говорница, односно зад имунитетот. Еве тука и нив јавно ги повикувам. Еве излегов на јавно интервју. Нека повола да ме туџат за погоре кажаното и да се соочиме ако сакаат на суд, за да можем и таму да презентирам тоа што го поседувам. На членовите и структурата на СДСМ им порачувам да дојдат во Струмица, да ми бидат гости, а јас добар домакин, и да ги прошетам по градот и да им покажам се што поседува нивниот скромен лидер, да им кажам колку тоа вреди, да погледнат економската и социјалната состојба во Струмица, за да знаат дека Заев не може да ја води така државата и дека тоа на честен начин не се стекнува и при стекнувањето да се ги видат последиците.
Да, драги мои, ова беше интегралниот дел од интервјуто на господин Васил Пишев. Значи, Гласот на народот ќе има избор, свој личен избор, дали ќе биде интервју, коментар, изјава и така натаму, настан, затоа што ние би коментирале. Не велам дека господин Заев, многу пати сум го поканил или сега го поканувам во Гласот на народот, да бидам искрен, за разлика од неговиот дух, наречен Роки, како го викат Роки, кој секојаш му е наредодавач и да му дава задачи како да направи, треба да излезе од неговата кожа, бидејќи не му личи. Јас велам дека господин Заев, сите растеме од некое ниво. Спомна господинот Пишев дека го познава како собственик на бакалница и работеше и така, беше милозвучлив глас и така, но од каде се тие 40 милиони евра, прашува авторот, односно господин Пишев. И јас се прашам од кај се тие милиони, луѓе мои? Од кај се тие пари? Дали еднаш оваа држава ќе провладува законот? Дали ќе се имплементираат законските обврски, норми, прописи, правила? Дали еднаш ќе постои институтот потекло на имотот? Како може еден исто така политичар, сега бизнисмен, се навестува дека ќе биде дипломат, возел 128, имал стан во Топанско поле, добиен од синдикат, знаете така како се даваше, сега има капитал од 40-50 милиони евра исто така. Други исто така. Значи неговиот сопартиец, пријател, другар вели немал костум на себе си. Денеска собственик на многу непокретни, да речам, инвестициони потенци кои испразнети, ги испразнија фабриките, хотелите и се она што значи избркани се луѓето на улица. Се направи армија од 250.000 невработени. Почитувани да се разбереме. Ја не сум мегафон ничи, ниту сакам да бидам. Ја гледам вистината во очи. Дали нашиот коефициент на интелигенција, кој е дефиниран, ниту јас, ниту некој мој пријатели, ниту вие го ова спроведовте, значи ова е меѓународен пул, кој вели Сингапур лидер на листата на држави со највисок IQ во светот, а Македонија е на 16-то место. И со коефициент од 91. Ако Сингапур е 108, Македонија има 91, ве молам, 16-то место од 200 држави, да речем, во светот. Па дали има право некој да го подцени, да го подценува, девалвира, искористи, плячка македонскиот народ, македонецот? Ако гледаме како почнал, или ако видовме и регистрираме дека дошол во танга во политиката, сега ни светот е. Велам, верувајте или не, значи повеќе пати во овие 13-14 години, секој замолувам да провладува рациото. Секој замолувам да провладува не само рациото, човечноста, да провладува оно што значи покајувањето. Затоа што никој нема право да манипулира со македонскиот народ. Не очекуваат избори. Нова трка. Дали натаму треба да бидеме само пластилин и од нас секој ќе прави што сака. Значи фигуретки, глинени голуби, ќе не искористат, ќе не фрлат и така натаму. Ова говорам за сите политички провиниенци. Ако ви дават можноста и власта 20 секунди да го ставите вашето крупче. Дали ви денеска, пред сакам гледачи да имам апропо коментар на господин Васил Пишев, му благодарам за добро тој интервју, верувам дека, да сум имал интервју од господин Заев, кој во очи на Божич прасе гоел, знаете така, имаше наслов на еден профил на Фейсбук, па го споделија ке мене, вели господин Заев отишол во Брисел, во очи на Божич, прасе да гои. Наместо дома да испрати пораки до најблиските и да со партиците, тој замина на поклонување кај Штефан Филе. Па добил некоја порака како што да спроведе афери така натаму. Ја реков, афери ќе има секогаш, додека не се спроведе институтот потекло на имотот. Не ја барајте како вели раската во туѓото око, извадите, гледате ја гредата во вашите очи. Но до кога пак ќе речем македонскиот народ ќе биде аморфна маса? Простете, драги мои македонци, и јас сум дел на тоа. Значи, дали ние ќе треба да му дадеме повторно мандат на политички амбиент кој зад себе има една армија од 250.000 невработени, има еден општ квалификат криминална приватизација,
Имаме една страутна, ненормална, невоспитана, нехумана, немакедонска ситуација, промена на името, Лага. Лага која рекла 3 месеци ќе дојде на 23 години, на сметката на тоа да станеме, да се мразиме еден со друг, па да речеме кој е поголем македонец, кој е предавник и така натаму. Ако имаме друга ситуација, институција која се вика Сорос, пишуваат медиумите 5 милиони евра годишно, ви се молам. Па ти да добиеш 5-6 до 10.000 евра паушал месечно. Па нема да те интересира. Велам за тие што се без кичмењаци, без арбетници, кои Македонија не чувствуваат како татковина. Како едно гранапче, реков, дали за кафе или ред други работи, како некој сам послуги и така натаму. Пак ќе речам, почитувани, вие сте тие што одлучувате. Ќе биде многу интересно ова изборие што доаѓа и така натаму. Пак ќе замолам, не правете од Македонија, не правите Панаѓур, не правите навистина една гротесна, па да дозволите некој што до вчера пукаше Македонија, па да ја брани Македонија. Си земам за право да го коментирам. Коментирам бидејќи тоа е гротесна. Гротесна е некој да се поигрува со белезите на државата. Ја ќе замолам речи да имаме неколку јавувања, да дадеме коментар за првиот дел од емисијата, значи одиме 3 дела од емисијата и верувам дека ќе бидам заблагодарен од сите вас кои ќе дадете коментар за и околу ова интервју на господин Васил Пишев. Реков господинот Заев да имаше желба и навистина јас го почитувам многу, бидејќи колку толку покажува поинаков начин на политичка артикулација, меѓутоа со негативен скор. Лоши спин доктор има. Лошо го учат и му дават некои инструкции што да каже, што е многу лошо. За разлика од Роки, поинакове, тој има некој, се нарушува различни фацеве, се за примери, нели таму има некој карневал, човек кој навистина се примен од канибал во Дракула, значи има метаморфоза, дај Боже, че има некој ангел. Режа, ве молам, дали можеме некои гледачи да вклучиме во емисијата? Ако можеме да вклучиме. Можеме? Одиме со еден спот, па се враќаме у студиото. Останете со нас.
само сакам да се собијам од твоите очи плавоти. Јас само сакам да се собијам од твоите очи плавоти. Ај да беше стрела песнава, да ја пуштам право кај тебе и во срце да те погоди, да од љубов да те полуди. Ај да беше стрела песнава, да ја пуштам право кај тебе и во срце да те погоди, да од љубов да те полуди. И во срце да те погоди, да од љубов да те полуди. Почитувани, само за ваша информација, не случајно Гоце Арнаудов побаравме да имаме еден музички спот со господинот Гоце Арнаудов, кој навистина представа македонски херој, македонски символ на македонско сплотување, зближување и преку песната и преку се она што тој го даде и постигна за Македонија. И покрај тоа што во моментов не е со нас, тој замина во привремен живот, но остави дела по кои сите ќе опаметиме. Еве градот Струмица, какви се производи, какви македонски производ создаде и дефинира. Верувам дека ова порака треба да биде до сите тие кои, еве, навистина, од друга страна, за разлика од некои кои прават, создадоа и оставија дела по кои ќе ги паметиме, по кои ќе ги се го спомнуваме, велам дека никогаш не е доцна да се ги исправиме нашите грешки. Реков дека би бил среќен да имам неколку јавувања во врска со коментарот со господин Васил Пишев и реков уште еднашка, со големо задоволство би го поканал господин Заев во најблиски ден да повели и да го разговараме на оваа тема. Режиме, молам, дали можеме да вклучиме некои гледачи? Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве молам. На телефона е Јане од Струмица. Може само контролата малце да појачи... Да? Повелете, ве молам. Добро вечер. Повелете. На телефона е Јане, значи од Струмица. Многу слабо ве слушам. Сакам да го слушам вашиот коментар во врска со интервјуто на господинот Васил Пишев. Да, повелете. Значи, најпрвен би сакал јас малку да се задржам на ликот на самиот господин Васил Пишев, лично познавајќи го како човек пред се, како мој пријател, и сакам да кажам дека во Струмица тој важи за една личност која има карактеристики на чесен, хуман човек, со голема општествена одговорност која, верували или не, но многу мал дел од нашиве политичари ја имаат како доблест. Значи, досега како и пред да биде во политиката господин Васил Пишев, има докажано во многу наврати дека е голем хуманист. Има, значи, многу хумани акции на... Можеме да ви замолам, направите една паралела со неговиот против кандидат, еве, во врска со коментар. Значи, доколку би правил паралела за господинот Заев и господинот Пишев, мислам дека не постои паралела на заеднички вредности. Пред се, господин Васил Пишев важи за еден човек кој го почитува семејните и фамилиарните вредности и е воспитан во духот на тие вредности човечки, додека за жал господинот Заев како личност кој влезе во политиката се со една цел, значи само преку неја
да се богати енормно на грбот на струмичани. И за мене лично представува едно големо лицемерие, значи политичкото делување на Заев, кој е во оваа функција единствено од една причина само за стекнување на негово лично богатство. Значи пред тој да влезе во политиката како градоначелник во Струмица, јас морам да признам дека првиот мандат Заев и почна нешто да прави за Струмица, не дека не направи. Так. Но вториот и третиот мандат веќе Заев сето тоа го злоупотреби таа доверба од струмичани за едно негово лична само промоција и само само видовме некои улици денеска што бе се емитуваа и медиумите дека се навистина лоши за изглед. И јас се согласувам со вас, во првиот мандат Заев беше, да бидам искрен, најдобар градоначелник. Дали му требаше ова да го превземе ова кормило и дали требаше да се остане како градоначелник? Па мислам дека да, во секој случај веќе доколку се кандидира нели за градоначелник и струмичани очекуваат од него тој да биде овде кога на нив им биде потребен. Сега во овој трет мандат секаде е господинот Зоран Заев, но само не во Струмица. А инаку што се однесува до вашето прашање, јас лично бев таму во оваа улица и најдав на една слика, не да е грозна слика, значи тоа е страшно таму што се случи. Останува збор, значи за нашето познато турско мало и таму, значи буквално е хорор да се живее. Имаше повеќе случаеви каде имаше паднато девојче, а децата таму не може да одат и на училиште и луѓето се жалеа, говореа коментари. Значи дека неподносливо е веќе таму да се живее. Но и покрај се, кога меѓу нас еден разговор така, значи и покрај се, значи велат владата е вика она вика која е крива. Викам луѓе, значи вие овде станува збор за локална самоуправа и се знае чие се надлежностите. Истиот тој Заев таму им ветуваше кули и мангели. Значи им ветуваше дека ќе прави градинки, дека ќе прави улица до секој дом, дека ќе има осветлување, таму немаат канализација, значи луѓето, значи основните потреби таму ги немаат луѓето, а не нешто повеќе. И наводно многу ви благодарам. Простете да дадеме простор иште на некои други гледачи да се јават. Ви благодарам многу. Почитувани, сакам да го почитуваме форматот на јавување околу 2 минути да ви дадам простор, максимум да секој има можност од вас да говори. Значи, реков дека е подели во 3 дела емисијата, уште имаме неколку јавувања би дал можност да имаме да ве вклучам, па потоа ќе одиме со еден друга тема која ќе биде доста интересна, а таа тема која задира за сите нас, еден дел е за професионалните војници и носењето на законот за и околу дефинирањето и организирањето на судбината на овие наши бранители, кои своите животи ги ставија во функција за одбраната на државата. И дали ние треба да им го свртеме грбот? Дали ние треба да ги заборавиме нивните несебични чекори што ги правеле и ќе ги прават за Македонија? Да бидам искрен, се случуваат вознишки се да висне евидентни. Многу се евидентни, бидејќи многу ми е криво кога ова не е ни патети, значи искрен сум. Мразам, не сакам луѓе кога не почитуваат искрени чекори на поединците, на групата, на една организација која несебично дава се од себе за Македонија. Бидејќи лесно е да го изоставите, лесно е да го манипулирате, но тешко е навистина да му помогнете. Мислам, најубаво да му помогнете, не е тешко. Тешко тоа они го знаат најубаво како го чувствуваат. Кога се во најсилни години на своето обстојување, живење, маш, на тие години, навистина и железо ќе се скрши и вие не му давате никако простор. Но политичките субјекти во функција кои се, да бидам искрен, изнајдоа сили, дадоа предлог да се најде решение да ги спастрат ова група на луѓе кои се останати ни горе ни долу. Да може да вклучиме некој гледач? Знам дека има голем интерес почитувани од вас за и околу вашите војни, телефоните се преоптоварени во секој случај.
Гласот на народот е секојаш со вас. Велам дека отворено говориме за сите актуелни избидувања. Го слушнавте и оценката на IQ-то, на степенот на интелигенцијата, дека не сме никој не сме да го злоупотреби, да го манипулира и да го дискредитира македонецот. Бидејќи навистина представува респект. Ние не дадовме некој тука да платиме сондажа, па да речеме на 16-то место од 200 и кусур држави во светот, народи. Па каде се ти големите сили на моќта на географскиот атлас? Видите, убаво графата, следете ги, да речам, следете ги убаво профилите, порталите и сетона и ќе ги добиете коефициентите. Јас ќе дозволите, гледам има доста товарување, најавувања ваши, вајда тешко ни оди со вклучување на гледачите, но дозволите ми она што сака да го прочитам како информација дека значи Сингапур со просечен коефициент на интелигенција од 108 се наоѓа на првото место на листата на најпаметните држави во светот, додека Македонија е на 16-та позиција со IQ 91. Листата е изработена врз основа на 10-годишен труд на тим истражувачи составен од британски психолог Ричард Лин, финскиот политиколог Тату Ванинен, холандскиот психолог Јелте Вечерс, содржи анализирани податоци за интелигенцијата на жители на 113 држави. Значи 113 држави, Македонија на 16-то место. Листата ја предводи, како шеков, Сингапур, а ја следат Кореја, Јужна Кореја, Јапонија со 106. Во регионот најдобро рангирана е Словенија на 11-то место, со пресечен коефициент на интелигенција 96, како што објавува порталот foitus.com. Еве, можете на тоа. Ја знам дека имаме оптоварување, рече имаме оптоварување, не може да имаме и гледачи со оглед дека да, имаме, не знам, ја би ги замолил тие кои, еве, можеби од технички причини, некои се го оптоваруваат бројот, но како и да е. Тука ќе направи една мала пауза со оглед дека еден музички спот, повторно ќе замолам Баже екипата со него, да ни обезбеди за да одиме со вториот дел од емисијата, тоа ќе биде за и околу носењето на законот за професионалните војници. И верувам дека ќе биде доста интересни соговорници имам. И така натаму Италија на 4-то со IQ 102. Имаме гласна линија. Добра вечер. Добро вечер. Повелете. Кој е вашиот коментар за и околу интервјуто на господинот Васил Пишев? Нешто друго ја би сакал, ако може, ако е дозволено, еден предлог. Повелете ве, молам. За следна емисија. Благоја Филиповски од Скопје. Повелете. Пазите вака, значи, имаме еден мрачен период средниот век, кај што ништо немаме од историјата, тоа беше табу тема. Сега имаме, по мене, имаме еден мрачен период од 15 до 41, исто табу тема, кај што ништо не знаеме за нашата историја, практично. Сега, како второ, имаме херои од турското робство. Ајде одиме со темата, вемо. На темата, ви ветам дека ќе имаме, ние ќе разработиме еден голем проект, планирам да реализирам во овие денови, токму и за ова што вие говорите, но да се задржиме на темата, ве молам. Конкретно за темата, што да кажам, политичарите и политиката. Го слушнавте интервјуто на господинот Васил Пишев? Не, го немам слушнато, затоа сакав нешто друго да предложам, али сега како. Јас ќе ве замолам, со оглед дека сакам да се задржиме на темата, јас многу го почитам вашиот став. Ајде, ветам дека во блиски дни ќе имаме токму тие периоди да ги разработиме, да им дадеме простор на гледачите. Сакам да го слушам нивниот коментар за и околу интервјуто на господин Васил Пишев и неговата анализа за и околу Струмица и она што се случува во државата.